Проектниот координатор на Екосвест ние во студиото 3 на Македонската телевизија. Добро утро за Ѓорги Митревски, добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Актуелна тема, таков е и денот. Наредниве минути фокусот спомена пред малку го ставаме на надземните води. Кој ги штити, кој ги загадува, дали чистите води се предуслов за влез на земјата во Европската унија, само дел од темите на кои што ќе поразговараме. Но би сакала да го почнеме разговорот со една официјална статистика до која што дојдов. Планетата Земја е 70% покриена со вода, од која што само 1% се пие. Во Македонија од друга страна само 2% од целата територија се под водна површина, но водите се под голем притисок изминативе години како последица не само на климатските промени, туку и на различните типови на искористување на истите. Каква е состојбата со водите во земја во последниве години? Состојбата не е добра. Имаме водите се нападнати, да кажем, на различни начини. Освен загадување на површинските и подземните води, имаме предизвикување на ерозија на крајбрежните подрачја заради различни активности. Исто така имаме интензивно црпење на песок, чакал, камен од коритата и од бреговите на површинските води и секако еден посебен феномен последниве десетина години, интензивна изградба на мали хидроцентрали на планинските диви реки во земјава. Ајде дел по дел. Прво ќе одиме со загадувачите, имајќи предвид дека водите на вистина се исправени пред овој предизвик години наназад. На кој начин се загадуваат и според анализите кои што ги имате, кои се најголемите загадувачи? Водите интензивно се загадуваат. Загадувачи има многу. Ќе ги наброиме главните. Земјоделството како индустријска гранка е голем загадувач преку употреба на нутрити и инсектициди, кои што директно навлегуваат во подземните, а и во површинските води често, и исто така земјоделските активности знаат да предизвикаат и ерозии. Потоа сточарството, сточарските фарми го испуштаат фекалниот отпад од фармите кои што директно завршува во водите. Што друго, имаме индустријата, секако да не ја заборавиме, имаме прецизна законска регулатива за прочистување на индустријските води, но за жал знаеме дека поголемиот дел од индустријските води не се прочистуваат и директно се испуштаат. Депониите, во земјава има околу 55, мислам, депонии и повеќе од 1000 диви депонии, и стедокот од депониите секако не се третира и директно завршува во водите, и да не ги забораваме комуналните отпадни води. Околу 80% од популацијата е покриена со систем за собирање на водите, значи канализација, но само 25% со пречистителни станици. И какви последици има загадувањето на водите? Потребни ни се чисти води не само за тоа што се подобри науко и за фотографија, туку и многу повеќе аспекти. Се уништува водата за пиење, се уништува водата за наводнување, се уништуваат екосистемите, биодиверзитетот. Само дел од сегментот. Така е. Тоа се различни сегменти. Најчесто кога се зборува за водата се мисли за загадување на водата за пиење или водата за наводнување, но проблемот е многу поголем. Освен водата за пиење и за наводнување на земјоделските површини, имаме ние директно загадување на подземните води, значи тоа е еден голем екосистем поврзан, водите се поврзани, така да имаме целосно загадување на водите, ги нарушуваме условите за живот не само на човекот, туку исто така и на сите други водни животински видови кои што живеат во водите, и во крајна линија имаме целосно нарушување на водните екосистеми и на екосистемите зависни од вода. Малкумина знаат дека балканските и македонските реки се едни од недопрените во Европа, наречени сино срце на Европа. И убаво е ова да го потенцираме кога ќе зборуваме за малите хидроцентрали, како тие упаѓаат во приказната и што се уништуваат. Да, ова идеја на недопрени реки, таа е една европска иницијатива со која што се утврди дека реките во Европа многу одамна, веќе од 50-тите, 60-тите и 70-тите години се, да ги наречеме, заробени реки, затоа што нема слободни речни текови, испресечени се со изградба на брани, со уредени речни корита и така натаму. И во неколку балкански земји, меѓу кои и голем пример Македонија, се уште има диви реки, односно реки кои што од својот извор до своето влевање во поголемо водно тело се недопрени од човекот, и таа иницијатива е наречена Blue Heart of Europe, затоа што станува збор за последните диви или недопрени реки.
Тоа беше така до пред 10 години, додека не започна интензивната изградба на малите хидроцентрали. Во моментов има 97 мали хидроцентрали на дивите и недопрени реки во земјава. Уште 50 се во изградба или се планирани да се изградат и тоа е застрашувачка бројка. Водите се национални богатства и сосема нормално е државата да стопанисува со нив, но исто така и да ги заштитува со различни механизми. Оно што ме интересира, која законска регулатива ги штити реките? Имаме повеќе законски регулативи. Главната законска регулатива е секако Законот за води, во кој што се определени сите услови под кои што може да се користат водите и сите услови на заштита на водите. Секако недостасуваат одредени законски регулативи како подзаконски акти, поготово во домен на штитење на реките од малите хидроцентрали, каде што недостасува да кажеме дефинирана методологија за мерење на протокот и тоа оневозможува мониторинг на состојбите, но главниот проблем секако не е во недостаток на законска регулатива, туку во непочитување или неимплементирање и на веќе постоечката регулатива. Кога станува збор за влезот на државата во Европската унија, најчесто зборуваме за теми на кои што зборуваат и политичарите на јавните медиуми. Тоа се политички прашања за безбедност, за одбрана, но многу малку веројатно од нашите граѓани знаат дека и чистите води се еден од предусловите за влез на земјата во Токму така, ефикасно управување со водните ресурси ќе биде еден од големите горливи проблеми во пристапните преговори, затоа што станува збор за второто најобемно пристапно поглавје со преку повеќе од 200 законски регулативи, прописи, директиви кои што треба да се имплементираат низ нашето законодавство и кои што секако треба да се практикуваат. Тука станува пред се, да кажеме, неколку вака клучни, важни. Тоа е Европската директива за водите, потоа имаме директива за квалитетот на водата за пиење, директива за заштита на подземните води и така натаму. Македонија изобилува со води. На почетокот на разговорот споменав 2% од територијата е водна површина, што не е мала површина, но она што треба да го споменеме дека не е гаранција дека во иднина ќе ја имаме истата површина. Под ризик ли се водите да ги изгубиме истите, што од последица на климатските промени, што од последица на нашето однесување? Водите се под ризик секако. Последниве години, поготово заради климатските промени, се забележува интензивен пад на издашноста на реките и на изворите, така што иако сега во моментов не можеме да го видиме проблемот не е наивен и мора итно да се делува на ова поле. Тоа значи, односно, дали државата има слух кога станува збор за апелите кои што постојано и вие како здружение ги упатувате? Не сте единствените екоздружение кои што сериозно дискутира на тема безбедност на води и она што располагаме? Ние сметаме дека ова прашање подитно треба да се доведе во една поголема мера во јавната сфера, не само кога е денот на водите, поготово затоа што наскоро можеби ќе биде предоцна за да дискутираме за ова. Најдобро е веднаш да почнеме да дискутираме на сите нивоа за побрзо да најдеме решение. Што значи тоа? На што треба да се фокусираме? Каква треба да биде стратегијата на државата за периодот кој што предстои во однос на заштитата на водите? Па тоа е јасно. Најнапред имплементирање на ЕУ директивите низ нашето законодавство и секако за тоа секако треба и политичка волја, да се разбереме, потоа доследно почитување на овие регулативи, по-интензивен мониторинг на состојбата на водите, зачестени, да кажам, инспекцијски надзори. Исто така, за имплементирање на директивите ќе биде неопходно да се даде и поддршка на бизнис секторот, да се дадат менторства или едукации на индивидуалните загадувачи и целосно подигање на јавната свест, како што кажав. Благодарам за гостувањето денешно во утринската програма. Ветуваме дека 22 март нема да биде единствениот. Впрочем, докажуваме дека не е единствениот ден на кој што говориме за неопходноста од заштита на животната средина како би обезбедиле живот за нас и за генерациите по нас. Благодарам, Грки. Ви благодарам. Останете на првиот канал на МТВ во продолжение третиот и последен информативен блог. Веднаш по него се друго што е ново и актуелно треба да знаете.